Сојузот на земјоделски здруженија не се согласува со новите договори на откупувачите на тутун за идната реколта. Се заканија дека доколку не се оствари итна средба на која како посредник ќе биде Министерството за земјоделство, нема да потпишат ниту еден нов договор. Не се задоволни со цените кои што биле прениски во однос на покачувањето на сите животни и производствени трошоци за оваа земјоделска култура. За да може цената по килограм и по класи се покачи за онолку колку што е покачено нашата животна потрошувачката на репроматеријалите и горивата. За исти процент да пресметаат и фирмите и Министерството, за толку процент колку што е покачено, толку да бидат покачени и цените по класи. Се додека не постигнеме добри цени, ние договорите нема да ги прифатиме, па макар и почнал и наредниот откуп. Годинава, иако се предвидуваше да се откупат 22.000 тони на тутун, се откупија само 18.700 тони, односно целиот тутун кој што се произведе во Македонија. Според тутунарите, доколку се продолжи со овие цени, ќе продолжи понатаму да опаѓа интересот на земјоделците за оваа култура, а со тоа ќе опаѓаат и произведените количини. Ако годинава велиме дека имаме 18,5 милиони, па доколку и не се достигнат оние цени кои ние ги бараме, во година не знам дали ќе се достигне до 16 милиони, а наредната ќе се доуништи тутунопроизводството. Просечната цена да не биде испод 250 денари. Просечната цена зборуваме не како овај начин, што беше ова година, постигна на крајот на откупот и Дибо да се земи за прва класа. Туку Дибо да оди во трета класа, кај што му е местото. Меѓутоа се покачат цените на класите. Значи да се достигне до една просечна цена од 250 денари, со тоа што секоја берба ќе оди во своја класа. Од Сојузот на земјоделски здруженија исто така побараа со измените во законот за тутун да добијат поголеми ингеренции при договарањето и утврдувањето на цената на жолтото злато.